Македонија, време е за листа за 300, квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се веќе во нашето студио, како и секогаш и чекаат да бидат повикани за да започнеме. И денеска, како и секогаш, досега ќе ги повикам прво домакините, па потоа и нивните противници, односно предизвикувачите. А денешни домакини, односно победници од минатото издание на нашиот квиз се Мајк и Филип. Повелете. Мајк, здраво. Филип, здраво. Одлична партија имавте во минатото издание на нашиот квиз, заслужени 300 евра ми однесовте, земавте. За денеска дали сме спремни? Спремни. Да вежбавте нешто дома, читавте, како не? Или одиме на тоа што го знаеме? Повторувањето е мајка на знаењето. Повторувањето е мајка на знаењето, за тој што знаел нешто веќе. Тој што не знае. Со годините се потешко од учењето, од искуство ви кажам, но за тоа во некоја друга прилика ќе збориме. Мајк и Филип, имате нови противници, што значи преку 2 нови лицитации, ако нели не играме пенали, ќе треба, за да стигнеме, ќе треба да ги изиграме и победиме, ако сакаме да стигнеме повторно до листата и повторно да се бориме за парична награда. Вашите противници денеска, дали ги познавате вако што можете тука да ги видите? Да. Познати квиздачи, да. Но тоа гледам дека не ве плаши баш, така. Нема што да не плашим. Така. Ако победиме, ако не здрави. Така кажи, ние не сме слаби квиздачи. Така е. Така, тоа е. Мајки Филип, ако немаме што да додадеме, да не сакате да поздравиш некој. Тоа би било. Сопругата, поздрави си ја брат, да не имаш проблем. Поздрав до сопругата, до двете деца, родителите. А што не се повали дечиња дека имаш одма, колкавите се дечињата, Филип? 4 години и 8 месеци. 4 години, другото 8 месеци. Значи, од тебе да барам совети како да се справам сега со хаосот дома. Како сакаш? Да, со неспиењето, како се справува со неспиењето? Навикнати сме. Навикнати, леле. Се надам дека јас ќе се навикнам, сериозно. Да не долчиме. Денеска како домакини, ваша домакинска такмина, повелете. Секако, за да си продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. А таа улога им припадна на Златко и Звонко. Повелете. Дабл Зи. Здраво и здраво. Звонко, здраво, Златко, здраво. Како сме? Супер. Добро. Како што рекли вашите противници, веќе добро познати тебе. Не, јас. Добро, ти добро познато тебе. дебитант. Ти дебитант, прв пат е, да. Опа, мило ми е што тука за прв пат се Ние сме појавува. школски. Која? Гимназија. 97 генерација. 97. Заедно од клупа седахме. Да. Он е Зоне, јас сум Бучки. Така, а каде учевте, извини, заедно? Орце Николов. Орце Николов, супер. Генерација 74-75. До година пола век. Од Мацедонија. Добро, што е, ништо треба да ја просев чим јас Рачунаме млади пензионери. И вака, се собираме другари секој прв вторник после взимање пензија. Така се собирате, У се некоја библиотека. и читате, затоа Менјаме библиотеки, менјам. Менјате библиотеки, па и добро, читаме да. доста. Скопје е И познато со Зоне- по големиот број на библиотеки, па така, да. Треба да се, мислам, стварно, секоја баш ки изобилува со нови литературни четива, да ги речеме. И Мајкл и Филип не се противници. Тие се наши квиз другари. Да, Ќе се биде позна- интересна епизода. Нема кај нас лютиш меѓу нас. Нема, така е. Зависи од моментот тоа. Така е. Темата како ќе се погоди расположението, Така е. концентрацијата во даден момент и така да, е. другар ми, Од денот. се решив да се вратам после известен период во квизовите, а и ради внуците. И ради внуците. Максим, Иво и Јалек. Голем поздрав до Максим и Бујалек. Да се живи и здрави. Како се справува Златко како дедо? Со 3 мушки внуци супер. Супер, те слушате или работате да не те големиот слушате? више Максим порасна, Да. више тинејџер 14. Готово. Сега ти Он почнаш беше него да едно го око слушаш. некај мене, друго око некај девојчиња. Неге да видат така треба. А со Да. маливе со Иво и со Алек, 63 години, уште ме. Уште така, уште дедо си е дедо, го замара дедот, мислам убаво го замара дедо, супер. живо тоа и така. Супер. Кога сме кај децата, јавно да честитам близнаците дека ги Леле, честитам. фала ви, еве пробам јас се уште да влезам во шема. Ќе влезеш. Ке се надева. Еве, мислам дека веќе се приметува неспиењето на мене, ама А може и да те следи ова ми е. судбината на Федерер? да, 2 пута близнаци. Два пута близнаци. Зашто да не? Ја искрено Why not? немам ништо против. Тоа е тоа.
Ке видиме. Леле, почнуште од сега да ви се вртиват во глава. Тешко ми станува, да. Јас суште со овие не сум се справил. Уште на две други да мислам, чекај да видиме. Не, во секој случај ова ми е најсладката мака во мојот живот, мора да признам. И треба Искрено, да. Немам, уживам во секој момент, дури во будењето, навечер, клацкањето и сето, така да. Уживај. Се доби по логата што се најубавото нешто. Да, сите викаат и дека многу брзо поминува овој период и треба човек максимално да го искористи да ужива, да. Ќе поминуваш тоа настинки, и од 7 години ќе се излечат, више нема ништо. И после тоа, да. После 7 години ништо. Денеска Звонко и Златко како предизвикувачи почнуваме, дали сме подготвени? Да. Да, повелете во предизвикувачката кабина. Клупа заедно да се. Да, више знае, си имате која страна чива, Да. Супер. Мајки Филип, односно Златко и Звонко се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги проверим истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините, односно на Мајки Филип, а Златко и Звонко дали се слушаме? Се слушаме. Да. Знаете, мислам, ја да си кажам своето, дека можеби не знаете. Ако имаме некаков технички проблем, да ми сугерирате за да го решим истиот. Ако нешто не ме слушнете, не е јасно, да ме прашате. Океј. Истото важи за мене, ако нешто не ме е јасно, ќе ме прашам. Така. Сега ќе исклучим и вашата кабина, за да провериме кабината на домакините. Мајки и Филип, како сме? Одлично. Добро се слушаме. Добро. Да. Знаете и за вас, во продолжение, ако имаме некаков проблем, ќе ми кажете, ако нешто не е јасно, ќе ме прашате. Може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, Мајки Филип ми дадоа зелено светло дека може да продолжиме понатаму како домакини, па ќе ги слушам. Време е за листа за 300, како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови од точно 5 букви кои почнуваат со буквата П. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата П како прилеп. Без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, компании и слично, како и безобразни зборови. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Сега многу помалку зборови ја кажеме. Знам, зато го кажам. Многу повеќе сакаме да лицитираме. Ќе одеме до стотка вака. Затоа во интерес на времето. Затоа иначе не за друго. Златко и Звонко, дали ни е јасна темата? Јасно. Во ред. Знаете, драги гледачи, дека први со лицитирање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Златко и Звонко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Златко и Звонко, кога ќе имаме понуда, да слушнеме. 20. Без сви. 20. 22. 22. 25. 25. 27. 27. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. Едно повеќе 33. 34. 34. 35. Повторно едно повеќе 35. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 40. 1. 41. 42. 42. И 3. 43. 44. 44. И 5. 45. 46. 46. 46.
Нека одговара така. Да, одговор. Нека одговара. Пресече Златко. Мајки Филип, време е сега да одговараме малце, а да не е за паричан, мислам, со закаснување, ќе ви се... Сепак е за парична награда, но... Ова е првиот дел од патот. Баравме, зборови од точно 5 букви кои започнуваат со буквата П. Имаме 46 празни полиња, што значи ни треба 46 точни одговори. Кога сагате, започнете со одговарање. Падеш. Падеш. Така е. Пајка. Пајка. Точно. Патор. Патор. Точно. Патос. Патос. Точно. Панда. Панда. Така е. Парна. Извини. Парна, како Парна. придав. Ко локомотива. Да, го парна локомотива. Парно. Парно. Како грејно тело, така? Да. Така е. Парче. Парче. Парче е точен одговор. Дали ќе се прифати пајче, дека пајка кажавме? Пајче. Не гледам зашто не би се прифатил ако го има во македонскиот дигитален речник, како зборче, не гледам зашто не. Така е, пајче, точен одговор. Пајак. Пајак. Се ова као пајак во собрек или се зезам? Точен одговор. Папок. Папок. Така е. Пешак. Пешак. Така е. Песок. Песок. И песок е точен одговор. Песна. Песна. Така. Пејач. Пејач. Петал. Петел. Точно. Петок. Петок. Така е. Пенал, кажавме. Пенал. Пенал. Не. Дајде пенал. И пенал е точен одговор. Петка. Петка. Точно. Петта. Пета. Со двете. Петта. Петта. Да, ко петта. Готово. Точен. Пепел. Петел. Пепел. 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 Дека петел, викам, кажавме петел, чекај, пепел. Пепел го стои. Така е. Пегла. Пегла. Така е, пегла точен одговор. Пелин. 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 Растение. Растение, да. Се прави пелинкова се, не? Да. Точно. Перен. Перен. Точно е. Перек. Перек. Точно. Проза. Проза. Троја. Троја. Прима. Прима. Праќа. Праќа. Точен одговор? Ова не е на мене, доко никој се мислиме на број. Прост. Прост. Така е. Право. Право.
Права. Извини. Права како права Као линија. права линија. Така, Право добро, како добро. право термино. Така е. Пруга. Пруга. Пруга, точен одговор. Плашт. Плашт. Така е. Плаши. Плаши. Точно. Плаќа. Плаќа. Точно. Плата. Плата. Точен одговор. Писмо. Писмо. И писмо е точен одговор. Пошта. Пошта. Така. Уште колку? Уште 7. Уште 7, да. Пушка. Ајде, Пушка. Така е. Пушта. Пушта. Потек. Потек. Поток. Поток. Така и поток. Уште 3. Полен. Полен. Точен. Порок. Порок. Така е. И последниот одговор. Пуста. Пуста. Да. Пуста за 46-ти одговор, доколку е точен. Првиот поен ќе оди кај мајки Филип, а пуста е точен 46-ти одговор за нив, што значи првиот поен оди кај вас, момци. Честитки, но без многу опуштање, знаете дека имаме уште една лицитација. Златко и Звонко добро диграно, не надававме малку, но и бе и они одлични, да. Очигледно им легна оваа тема. Фатија некој има шему уште од самиот старт разработено и добро ја истера истата. Ништо не е готово и самите знаете, имам уште една лицитација, уште една шанса да го изненачиме резултатот и пеналите да одлучат кој од вас двајцата ќе оди тука на главната сцена за да освои парична награда. Но пред да продолжиме понатаму, јас да ги прочитам уште некои, ќе пробам да најдам, да издвојам некои од овие зборчиња, тоа на точно 5 букви што започнуваат со буквата П. Тука имаме пагур, падар, падеш, падна, пазар, потоа пакло, палец, палма, палто, памет, памук, пасош, пасус, паста, перка, потоа петно, пехар, печка, пилјар, питач, повод и така. Натаму ги има многу зборчиња, да не ве задржувам непотребно. Како што реков, драги гледачи, сега е време за второто надавање, втората лицитација, која што ќе одлучи дали ќе играме пенали понатаму или пак мајки Филип повторно ќе застане тука на главната сцена. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: најголеми градови во државите Бугарија и Србија според број на жители. Извор: сајтот на преглед на светска популација. Бараме имиња на градови и градчиња во Бугарија и Србија кои имаат повеќе од 10.000 жители. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Златко и Звонков, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна игра, во таква ситуација се наоѓаат Златко и Звонко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на нивните противници. А Златко и Звонко, кога ќе имаме понуда, да чуеме. Да не се дзенцаме, 15. Ми се допаѓа овој преска почапе големо, 15. 16. 16. 20.
20. 21, 21. 22. 22. 30, 30. 35. 35. 38, 38. Нека одговарат. Да одговарате. Ајде да видиме. 38 празни полиња, 38 градови во државите Бугарија и Србија кои што имаат повеќе од 10.000 жители ни требаат за да го освоиме и овој поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете, мајка. Ајде, не знам, Белград има. Извини, победи. Белград има. Да Белград, па не знам. Правиме со Белград. Не знам, мало градче, ја еднаш поминав покрај, ама него не забравив, пројдов, дури да видам, отиде. Белград, Добро. со скоро 2 милиони жители, колку повеќе сигурно од 1,5 милион има Под него е Нови Сад. Нови Сад. Не знам, технички е над него, ама под него по жители. Така да. Нови иде Сад, Ниш, па Ниш. Така е. Крагујевац, Крагујевац. Така е. Суботица, Суботица. Зајачар, Зечер. Точно. Панчево, Панчево. Така е. Сомбор. Извини. Сомбор. Сомбор, така е. Сремска Митровица, Сремска Митровица. Точно. Суботица. Суботица. Не кажа не Суботица. Да, го кажавме, се извинувам. Да, и ја не видов, нема проблем. Пирот, Пирот. Така е. Врање, Врање. Точно. Сурдулица. Сурдулица. Рековме дека треба да имаат над 10.000 овие градови. Не се секирете 11.000 и нешто жители има, што значи Сурдулица или Средулица. Ка ја што се пикал. Точен одговор. Софија, Софија. Така е. Пловдив, Пловдив. Така е. Варна, Варна. Бургас, Варна точен. Бургас. на Черното море, На Черното море. Така е. Кюстендил, Кюстендил. Кюстендил 44.000 жители. Не очекував дека толку. Благоевград, Благоевград. Така е. Стара Загора, Стара Загора. Ако не се лажам, таму братучет ми студираше медицина. Ако се лажам, тешко мене. Ке би се љутам. Така е, точен одговор. да, Русе, Русе. И ти го знаеш? Така е. Косово дали се признава? Косово дека се рачуна нели под некој членка на Сега да не направиме политички проблем да го оставиме Косово на страна во ваква ситуација. Избегнуваме да. Добре. Се малце се не решени односите таму. Да, може. Ајде, Кралјево. Краљево, Краљево. Така е. Арангеловац, Арангеловац. Така е. Вршац, Вршац. Точно.
Сега негде го рачунат ко град, негде ко далечна Белградска општина, макар што е многу далеко, за Обреновац. За Обреновац. Да. Сега, на некој места го рачунат ко град. Ја би играл со тоа што ви е сигурно да, случајно ако не го најдеме да не пропадне целата работа при крај. Лесковац. Лесковац. Местото добро познато по Лесковачка скара. Како се викаше што се одржува секоја година у Лесковац? Роштилијада, Роштилијада. веројатно. Да, така да. Нели? Точен одговор. Гоце Делчев? Гоце Делчев. Гоце Делчев, 25-ти точен одговор. Ајде Сандански. Сандански. Така е. Свиштов. Свиштов. Така е. Валево. Валево. Така е. Уп. 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 6600 жители. За жал не е на оваа листа од градови кои што ги баравме поголемите со над 10.000 жители. Добро одиграно, 28 точни градови. Супер ви одеше, штета што ете вака заврши целата работа. Ќе ви ги прочитам сега овие градови во Бугарија и Србија, барем оние кои што ги имам одвоено дел. Но, тоа е тоа. Идеме на пенали сега, ништо не е готово. Пеналите ќе одлучат на мое огромно задоволство кој ќе застане тука на главната сцена и кого ќе го соочиме со темата од нашата листа. Златко и Звонко, браво за освоениот поен. Сепак добра се погоди целата стратегија, да, тактиката. Така. Но пред да продолжиме на пенали, еве ја да ги прочитам дел од оние имиња во Бугарија и Србија кои имаат повеќе од 10.000 жители. Тука се Благоевград, Бургас, Варна, Велико Трново, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Јамбол, Крџали, Нова Загора, Пазарџик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Русе, Сандански, Сливен, Софија, Стара Загора, Трговиште, Кјустендил, Шумен, има уште многу во Бугарија. А од Србија ги имаме тука Белград, Бор, Ваљево, Врање, Вршац, Зајачар, Зренјанин, Јагодина, Кикинда, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Лозница, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Прокуље, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Чачак, Шабац и уште многу други. Како што реков, драги гледачи, сега е време за пенали. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои парична награда. Па затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: држави што завршуваат на НИА. Бараме имиња на признати суверени држави од Обединетите нации од целиот свет, чие име завршува со НИА, односно Н-И-Ј-А. Доколку името има два или повеќе збора, се смета крајот на последниот збор. Се разбира, и бараме имињата во наша транскрипција. Се уште еднаш ќе ви посачам за да внимавате. Да речеме, Италија е погрешен одговор, затоа што не завршува на НИА, туку на ЛИА. Така ќе му дојде да. Бидете внимателни. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Одлично. Златко и Звонко, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично.
Знаете, драги гледачи, дека први на пенали почнуваат со одговарање. Тековните предизвикувачи денеска во таа улога се Златко и Звонко. Уште еднаш да напоменам дека на пенали кабините се вклучени, се слуша и одговараат на поредно над преварувачите, едните па потоа другите, се додека некој не погреши. Златко и Звонко, кога ќе бидете подготвени да започнеме? Може. Нашиот западен сосед Албанија. Албанија. Ја само последните 4 букви, ние така е точен одговор. Нормално, нашата мила Македонија. Македонија. Така е. Романија. Романија. Така е. Словенија. Словенија. Точно. Шпанија. Шпанија. Така е. Естонија. Естонија. Точно. Мавританија. Мавританија. Точно. Литванија. Литванија. И тоа е точен одговор. Естонија. Естонија. Ја кажав, ми извини. Кажа на Естонија. Да. Летонија. Летонија. Добро. Јапонија. Јапонија. И Јапонија точен одговор. Голема Британија или Велика Британија. Велика Британија. Обединетото кралство е во Обединетите нации, а не е Велика Британија. Извини, не е по тоа име, но ништо не е готово, да видиме вашите противници дали ќе имаат точен одговор. Мајки Филип, Ерменија. Ерменија. Ерменија, точен одговор. Мајки Филип, честитки уште еднаш како победници излегувате во издание на листа за 300. Бравос! Златко и Звонко, мал кикс, скапо не кошташе, леле, а ги слушав они зборија на истата тема. Не знам кој сакаше да каже Велика Британија од Филип и Мајк и другиот го опомена. Кажавме дека не е. Да, Сакавме, и другиот Звонко ми вика не, Дека нема да ја признае. вика нема да се признае, викам не бе, викам Велика Британија. Да, Обединето кралство. Обединето кралство. Во нашата транскрипција така се да. United Kingdom. За жал. На есента. Не се како Great Britain. Златко и Звонко, знаете дека вратите во листа за 300 ви се секогаш отворени. Сега и немавме освоено парична награда, па може во ептен блиски дни да се пријавиме и едва чекам повторно да се дружиме. Не сакам кога вака ќе ми заврши работата, беше убаво тензично се, Нема врска, но тоа мал мислам, кикс. Баш беше интересно. Да, супер. Супер издание, конечно на пенали игравме. И не е на незнаење, него на... Не знае точно, така На е. кикс. Грешка, не Веќе беше тука финеси деталчиња одлучија кој ќе оди понатаму и ет. А иначе не се одиме без пари, ќе платиме сега паркинг тука 70 денари. И за кафето што го пиевте да платите. Се зезам. Фала ви многу, но за жал сега морам да ви кажам чао. Честитки Честитки на до продавителите. до Мајки Филип. Се Честитки. надевам дека ќе тера понатака. Едни од најаките играчи. Да. Ги фаќаат на фора сите, делуваат така скромно, ламо, викаат, овие Ама ништо ја не ги прави. знам. Да, ја ги знам и знам што е работа. Слободени. Златко и Звонко, уште еднаш ќе кажам чести задоволство, одлични бевте, супер си поминав, Благодарам. едва чекам повторно да се дружиме. Мајки Филип, не ми останува ништо друго освен да ве повикам тука на главната сцена, да ви се придружите и да се пробаме за парична награда. Но пред да го направам тоа, да ги прочитам еве во оние 14 држави, тука се Албанија, Германија, Ерменија, Естонија, Јапонија, Кенија, Летонија, Литванија, Мавританија, Романија, Македонија, Словенија, Танзанија и Шпанија, 14 се вкуп. Но па со ова ги повикувам Мајки и Филип да ми се придружат тука на главната сцена да видиме дали ќе освојат парична награда. Ако сакате и вие да дознаете, драги гледачи, останете со нас. Се враќаме веднаш по паузата. Мајки Филип, повторно ми се придружија тука на главната сцена, повторно ќе имате шанса да освоите парична награда. Минатиот пат ви беше позитивно искуство, си заминавте тука со 300 евра.
Дали денеска ќе успееме во истото, ќе дознаеме за многу кратко. Знаете како оди целата процедура, да се подсетиме на нашата листа составена од 15 празни полиња, доколку ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 и за 15 точни одговори си заменувате од тука со сума веќе добро позната за вас 300 евра. Мајк Филип, дали сме подготвени? Да не ви одзимам повеќе време. Денеска малце подолго издание на листа за 300. Ви изјавив. Слушајте добри вие, драги гледачи, темата доста интересна и ајде да го тестираме нашето знаење на тема. Жени добитнички на Нобелова награда. Извор, сајтот на Нобелова награда. Бараме жени добитнички на Нобелова награда од 1901 година па се до денес во сите можни области. Можете да кажете само презиме, но ако кажете име и презиме, мора и двете да бидат точни. Мајки Филип, не ве прашам како стоиме со темава, секогаш сум сакал бака да ми изненадат надпреварувачите, на позитивно се надевам. Па кога ќе бидете подготвени? Слободно Со моето средно училиште поранешто Марија Кири Склодовска. Да, хемиско беше тоа? Хемиско, да. Така, хемиско и оптика беа таму, ако не се лажам. Па поиш, ја учев гимназија, Гимназија, да, последна да, генерација да. гимназија, ама сега се само струка. Марија Склодовска Кири. Иначе тоа е првата жена добитничка на Нобелова награда и прв точен одговор за вас. Да. Ирена Жолио Кири, керка. Ирена Жолио Кири. Таа зашто има својно, стварно не знам. Ова се сериозно ве прашам, Хемија. дали знаете. Хемија исто? Како мајки? Мајка Како за физика, така. таму. Да, физик, да. Да, Физик и хемија, да, Физика и хемија, да, има прв што има две различни полиња, да. Во клуб на мажи, што се вика, да. Да, и ја и Точен нашата одговор? Скопјанка тука, мајка Тереза, Мајка Тереза. 97. Со мајка Тереза ги освојуваме, односно ги обезбедуваме оние 50 евра. Сега дали продолжуваме понатаму или тоа е тоа? Продолжуваме, да. Продолжуваме, одлично. Перелбак. Само да. Перлбак, точен одговор, така е. Габриела Мистрал. Ова на израелска американска беше. Габриела Мистрал. Габриела Мистрал. Пети точен одговор. Голда Меир. Може да ми повториш уште еднаш извини? Голда Меир Голда Меир. од Израел. За мир. Горди е името Мер или... Голда Меир. Меир. Да, Голда Меир. од Израел. Од Израел. Многу добитнички има. Малала Юзуфај. Не ми сега едно има нова забравив што вика Бухари. Чека да не испане Голда, нема. Голда Меир, за жал, Не. не била добитничка на Нобелова награда. Има освоено многу награди, но не е добитничка на Нобелова награда. Леле, колку добро ви тргна. Ве слушави за после тоа имавте уште неколку да ги кажете, но за жал ова не е точниот одговор. Денеска заминуваме без парична награда, но ништо приказната на мајки Филип не е готова, затоа што ќе се дружиме во следното издание на листа за 300 на мое огромно задоволство. Учеството обезбедено, да се надеваме дека тогаш ќе имаме повеќе среќа кога ставаме збор, нели, за паричната награда. Иначе супер си се покажавте во текот на целата емисија. За жал, не резултираше сето тоа, не го крунисавме со една парична награда. Ајде да прочитам уште дел од овие жени добитнички на Нобелова награда и тука некаде да се одјавиме. Ги имаме тука Грација Деледа, Габриела Мистрал, Ирена Жолио Кири, добро, кажавме мајка Тереза, кажавме Малала Јусуф Заи, Нели Закс, Надија Мурат, Надин Гордимер, Перлбак, Селма Лагерлев, Тони Морисон, Вислава Шимборска, Ширин Ембади, Марија Реси и Наргес Мохамади. Тоа е последната добитничка на Нобелова награда за мир.
Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител и чекайте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!